да престане примената на селективна правда во Македонија и финансирањето нестабилност со пари од Сорос, апелираше словеничкиот политички лидер Јанес Јанша во своето обраќање на Конгресот на Европската народна партија во Малта. Јанша, давајќи ја својата поддршка за Македонија и ВМРО-ДПМН, изјави дека Европската народна партија ќе остане на страната на сестринските партии, меѓу кои е и ВМРО-ДПМН. And as a family, we have to continue to support. Како семејство ќе продолжиме да ги поддржуваме нашите сестрински партии во Европа, не помагајќи им на левичарите да ги уништуваат со селективна правда, со парите на Сорос и неразумни барања, ризикувајќи ја стабилноста во целиот регион, како што тоа сега се случува во Македонија. Јанес Јанша е еден од лидерите со кои средба оствари и делегацијата на ВМРО-ДПМН, предводена од лидерот на партијата Никола Груевски, која исто така учествува на Конгресот. Денеска Груевски имаше и средби со првите луѓе на Европската Унија, со председателот на Европскиот совет Доналд Туск, кој следната недела ќе ја посети Македонија, како и со Антонио Тајани, председателот на Европскиот парламент. Претходно, Груевски имаше и работна средба со унгарскиот премиер Виктор Орбан, со домакинот на Конгресот и председател на Националната партија на Малта, Симон Бустил, со федералниот министер за земјоделство на Сојузната република Германија и секретар за финансии Кристијан Шмидт, со пратеникот Елмар Брок од Германија и други политичари и влијателни луѓе од политичкиот естаблишмент на европско ниво. Груевски синоќа оцени дека сите овие средби ги користат за промоција на националните и државните интереси, но и за информирање за актуелната политичка состојба во државава. Се обидуваме секаде каде што можеме да лобираме за Република Македонија, за државните, за националните интереси на Република Македонија. Тука има многу значајни личности и е многу значајно кога ќе им се каже од прва рака она што е важно за Република Македонија, за незината иднина, за незиниот напредок, за нашите евроатлантски интеграции и напорите да се оствари тоа. А истовремено, практично, се обидуваме и да објасниме за се она што се случува во Република Македонија на политички план и се она што граѓаните, народот во Македонија се соочува во овој период. Затоа што има многу луѓе кои што не се детално запознати со работите и потребно е некој да им ги објасни. Конгресот на Европската народна партија продолжува денеска. Се очекува на него да биде усвоена резолуцијата наречена Европа ја обезбедува иднината, во која недвосмислено стои дека државите од Западниот Балкан, во кои спаѓа и Македонија, мора да бидат интегрирани во Европската Унија.